Штом ги гледате нашите лица, знаете каде сте. Ова е YouTube каналот на Скратен Корнер. Моето име е Кирил, а до мене е Јове. Здраво, Јове. Здраво, Кирил. Денеска, според мојот дрес, мислам дека предпоставувате за што ќе зборуваме за црвениот дел од Манчестер, кој што па некако последниот 2-3 месеци почна да се искачува полека таму кај што припаѓа. Кој што ви рекли највачите. Манчестер Юнайтед под Ерик Тен Хаг изгледа дека конечно ја започна револуцијата. Да, и ме ставивте мене дека под казна, затоа што бев на страната на Кристијано Роналдо, да си ги изедам тоа како се вика зборовите. А меѓутоа тоа што го прикажува Манчестер Юнайтед последно време, свака час. Еднострани сме тука. Јас бев на страната на Роналдо, мислам дека начинот на кој што и клубот постапи, Тен Хаг начинот на кој што постапи не беше соодветен. Ама ај баш од таму да почнеме. Како се случи тоа? Во моментов имаат серија од 8, мислам дека последователни победи во сите официјални надпревари, а сето тоа започна од моментот нели кога Роналдо беше ставен на клупа и беше приморан подоцна и да си замени. Да, ги гледав сега, фактички они немаат пораз малтене од 3 месеци, можеби од октомври. 6 ноември. Од 6 ноември. Од 3:1 со Астон Вила. Они фактички имаат 2 порази, потоа играле некој френдли, гледав со Реал Бетис, да, и Кадис, Бетис, так. некои такви екипи, меѓутоа скузнен со каков состав реално ги немам гледано тие утакмици. Она што го прикажуваат е неверојатно. Мислам дека она со Кристијано Роналдо што се случи, можеби сега дава поинаква слика на целава приказна од како потпиша и за клубот за кој што потпиша во Саудиска Арабија. Дали е тоа шпекулација или не знам, ја наслушнав, ти да ми потврдиш ако знаеш, дека имал клаузула во договорот доколку Ньюкасл влезат у Лига на шампиони од наредна година, дека може да го свичнат и да игра за нив, така да спортскиот директор на Ньюкасл одма утре дента го негираше тоа, вели дека немаат никаква поврзаност со Ал Насер и оттаму не би ни следувала никаква клаузула. Па добро, значи е само шпекулација, веројатно тој мовет, меѓутоа сепак Кристијано Роналдо изигра себишно, веројатно се гледаше за сопствениот онака кејф и веројатно само парите му се у глава. И однесувањето што го имаше и со репрезентација, со неспорен гол и така натаму, веројатно се тргна од токсичниот дел во екипата. И она што ми е многу интересно е како игра Рашфорд. Мислам дека нема утакмица од тогаш, од како што спомна, дека нема утакмица на која што нема дадено 1 или 2 гола. На секоја утакмица од тогаш дава или по 1 или по 2 гола и на некој начин му кажува на селекторот на Англија, еве ти што пропусти, требаше да играм повеќе за Англија. Да, малку беше чудно тоа на светското првенство. Мислам многу работи беа чудни на светското првенство, но минутажата на Рашфорд особено беше загрижувачко во однос на тоа дека дури во момент кога им требаше гол, не беше тој приоритет. Не го остави. Добро. Како и да е, Рашфорд е еден од играчите со кои што почна пресвртот, ама јас ќе почнам од играчите кои што веќе не добиваат минутажа, што мислам дека е уште поклучно за успехот на Манчестер Юнайтед. Конечно, Тен Хаг Тен Хаг ја доби слободата да прави што сака со составот и Мегвајер е закован на клупата како по закон, едноставно. Варан и Мартинес се дефанзивниот тандем и тоа е тоа. Заедно со Арон Ван Бисака, заедно со Антони Еланга, заедно со Ван де Бик, скоро да не добиваат минутажа воопшто во составот. Што пак отвори многу простор за Лисандро Мартинес, кој што е одличен трансфер испадна, иако нели Карагер на почетокот го критикуваше низок дека и нема да се снајде во дуел играта и се. За враќањето на Маркус Рашфорд по онаа повреда сега пак ја врати формата и игра нели веројатно е најдобриот играч на Юнайтед во моментов и твојот фаворит бразилскиот Антони, кој што добива сериозна минутажа од почеток на сезоната, комбинирана со оној младиот аргентинец Гарначо. Да, тој нели даде клучен гол за победа, мислам дека е во гости за 2-1 во доцните во завршетокот на надпреварот. Убаво да, што ги кажа сите овие играчи секако за окото
се секако пријатни, меѓутоа 20 играчи кои што имаат најмногу настапи у последно време, не у последно време, него во текот на годината, се со 16 настапи и не може да мрднат се Ериксен и Бруно Гимараш. Да. И откако значи подоцна дека дојде Касимиро, значи средниот ред, тие тројца откако па да речем на некој начин се уклопија, едноставно почна машината. И секако што го истакна Лисандро Мартинес, низок бил, ваков бил, таков бил, меѓутоа во секој старт се гледа таа негова енергичност и бодрење. И тоа не го напоменавме, дека немаат примено гол, не само што Маркус Рашфорд дава, значи последниве 3 месеци веќе ќе биде на секоја такмица дава гол, туку не ни примиле осим оние пријателски надпревари, осим до некаде глупиот гол што го прими против Евертон што си ја протна меѓу нозе, беше повратна топка, мислам ете таа да речеме некоја грешка на одбраната, меѓутоа се гледа дека функционира, дека убаво што го спомна и Касемиро, јас го чував како демек баш за главниот дел од муабетов. Го тука запишано со сите големи букви и 3 извичници само за да ја потенцирам неговата важност во овој состав. Често го имам зборувано ова, иако често пати ми замеруваат дека техничкиот стандард на шпанските екипи е многу повисок од техничкиот стандард на англиските, иако многу повеќе пари има во Англија. Касемиро, веројатно најлошиот техничар во градот Мадрид. Да. Дојде во Манчестер Юнайтед и буквално го доживуваат како Зидан. Значи човекот дели долги топки, пресекува топки, дрибла, дава голови, се живо прави. Уште еден доказ дека, нели, тоа што толку лесно се ослободи Реал Мадрид од него е уште еден доказ дека она што за некому е ѓубре, за некого е цело богатство. Така, иако Реал Мадрид реши да ги приоритизира Чуамени и Камавинга како 10 години помлади од него, сепак ова се погоди како кецна десетка за Юнайтед и Касемиро. Па Реал Мадрид ја имаа таа комоција да во последни 2 години имаат титули позади себе. Манчестер Юнайтед му требаше easy fix, односно веднаш решение кое што веднаш ќе функционира, немаше време да го чека Чуамени дали ќе профункционира или Камавинга или така натаму, и веројатно Касимиро беше најдобриот играч на светот кој што легна како легна многу добро. Им годи, ако ништо друго, барем имаат еден стабилен играч сега во дефанзивна средина. Мада да кажам и за тоа, мислам дека и Касимиро самиот као да доживува некоја ренесанса во својата игра. Мислам дека даде и за Бразил гол, дава тука гол, 1-2 гола ги даде клучни, многу значајни. Никако што не си имал таа слобода во претходно, беше едноставно па и ДМЦ и поназад и така натаму. Веројатно сега со текот на годините добива и таква самодоверба да може да кога треба да се даде гол и така натаму. Реално извонреден фудбалер нема. Види, сигурно му влијае и на неговата самодоверба тоа што сега е различно третиран во клубот. Претходно беше само, мислам, реално статусот му беше заштитник на Лука Модрич, на Бензема, на Крос, оној кој што треба да ги чува да не бидат тие степани, да не им влезе некој премногу јако во дуел и да ги сече топките. Сега во Юнайтед го доживуваат како, види, ова е европски шампион, ова е многу важен играч на Бразил. Повторно да некаде ја има таа, зашто креаторите се нели Ериксон и Бруно, меѓутоа ете си зема и право на слобода баш заради таа самодоверба што има веројатно стекнат. Значи револуцијава на Тен Хаг започна, ево полнек очекуваме што ќе се случи натаму. Ама сакам да прашам на краток рок. Кај ги гледаш да завршат сезонава? Па ова е тешко прашање. Она што треба да се напомене во сето ова, зашто во овој период кој што имаат изиграно, немаат изиграно со топ, па дури ни шеска, мислам. Надпреварите им се генерално со Вулверхемптон, мислам Астон Вила, Евертон и уште не знам, Лестер или некој. Така да немаат се уште со топ 6 да ги видам па дури против еден Ньюкасл, да Сити, Ливерпул, да ги видиме на вистина колку тежат и дали може да го изиграат. Она што претходно бевме навикнати у претходните сезони е блесоци, на пример во дерби да тепаат, а понатака овие утакмици кои што треба да се добијат да не ги добиваат. Сега ги добиваат и утакмици и тоа треба да го верификуваат у дерби некој кој што ќе го победат и тогаш да ги гледаме како сериозен контендер дури за
Не, дури, мислам, немам сомнеш дека ќе бидат у топ 4, само се надевам дека нема да бидат, ама мислам дека дефинитивно. Да, според формата така делува дека ќе бидат. Па да, имаат и поширок ростер, па дури од Нјукасл, па дури од Тотенхем, мислам на Тотенхем играта сега не ни е тема, меѓутоа зависи многу од Кулушевски кога не игра и така натаму, едноставно во последно време се мачат, мада сите екипи од како се вратија од ова светско Добро, да, се мачат осим Юнайтед. На кратко за Тотенхем, бидејќи го гледав на преварот во купот против Портсмут, многу загрижувачки е тоа што за против еден Портсмут, мислам, секоја почит за Портсмут, меѓутоа Тотенхем мораше да ги игра Сон и Кейн во напад за да даде гол и сепак дадоа еден гол на соло акција од Кейн, малку загрижувачки, бидејќи практично ротацијата не помага никако. И па ако ги гледаш, еве, Тотенхем повеќе у последно време даваат Доерти и Дейвис голови, на никако имаат некоја блокада. Сон веројатно е таа клучна и Кулушевски што не игра. Да. Сон не е у форма и тоа е тоа. Да го заокружам муабетов за Юнайтед, можеби нема да дадам предвидување каде ќе се најдат на лигашката табела, мислам дека ова ќе биде првата успешна нивна сезона после Мурињо. И верувам дека ќе освојат трофеј, Карабао купот, ама сепак трофеј. Во полуфиналето се веќе прилично лесна жребка им остана, 4 тима кои што се сите под нив на табелата и Да, дури са Сити испадна. Да. Значи мислам дека немаат сериозен конкуренти, Карабао купот верувам дека ќе биде нивни трофеј, а тоа ќе им биде добар кураж, ајде да кажеме, за да продолжат и понатаму во следната сезона да се понатаму сега ги чекаме, мислам дека им е повреден, не го спомнавме што го најавува фасцинантниот млад играч Санчо како Санчо, да, му дада отсуство некое време дека психички не бил при себе, затоа паузира. Така да постои значи и особено битно се им ги гледав годините дека влегуваат во интересни години, 27 е веќе Марсиал, влегува во тотална зрелост. Рашфорд е 25 веќе. Знаеш, на тие фудбалери, ако не оваа година, веројатно наредната се потполно зрели за и навистина мислам дека ќе имаат трофеј. Така. Значи Юнайтед топ 4. Юнайтед топ 4, јас велам Юнайтед успешна иднина. Со оглед на тоа што гледаме последниве неколку месеци, прилично сум сигурен дека ќе успеат да ја задржат формата и во следната сезона. Пишете ни ги вашите мислења во коментари, кажете ни што мислите за Юнайтед, за Тен Хаг, кажете ни што мислите за Маркус Рашфорд. Нас Ептен ни прави мерак како игра последниот период. И ова е некој последен коментар за крај? Ништо, Тотенхем да ги тепа Юнайтед, така се добри и тоа е тоа. Тоа е тоа. Гледајте скратен корнер. Чао.